Пред да почнеме тортата, да ви кажам состојките. Првото нешто што ќе ви треба е едно јајце, шекер, потоа млеко, зејтин. Ќе користам мармалад од чипка, а вие можете да користите каков сакате, тој што вие со омиленото овошје или тој што го имате дома. Исто така, да не заборавите сода бикарбона, цимет и прашок за пeciво. Едната состојка е брашно. Се, ајде да почнеме! Да не заборавиме да ви кажеме дека шпорето треба да го пуштите на 180 степени уште пред да почнете тортата. Мерките ќе ви треба чаша каде ќе можете да измерите 250 грама, една голема лажичка и една мала лажичка. Прво ќе го скршите внатре јајцето, ние веќе го искршивме. Потоа вашата чашка ќе ја наполните со шекер. Каде вашата торта да биде помалку блага, ќе ја напуните чашата од прилика волку. Докато сакате да биде малце повеќе блага, ќе ја напуните повеќе. Прво ќе го ставите јајцето и шекерот, измешајте добро, а потоа ставете го млекото. Чаша млеко. Потоа мешаме. Потоа ставате 5 лажички зејтин. 5 лажички зејтин. Потоа повторно мешаме. Потоа ставате 3 до 4 лажици мармалад. Повторно мешаме. Сега Филип ќе ни помогне да мешаме. Да. Цимет, но заборавивме да ви кажеме уште една состојка, а тоа е ванилин шекер. Ванилин шекер. Да, но прво ќе го ставиме циметот, потоа ванилниот шекер. Го ставате циметот, мешате се да се соедини. Ванилин шекер. Ставите 3 чаши брашно. 1. Стурите третата чаша. Натре, од дозгора, ќе го ставите прашокот за пeciво. Исто така, пред да заборавам да ви кажам, веќе заборавив, треба кога полните брашно да оставите 2 прста празно од чашата, да не полните чашата до врв. На крај ќе ставите сода бикарбона на врв на лажица. Ќе псијате намачкате со зејтин и брашно пред да ставите смесата во неа. Ја смесата на тепсијата, ставете ја да се пече у шпоретот. Тортата да се пече од 15 до 20 минути. Во ќе ви треба чоколадо за готвење, маргарин и млеко. Дојдете на пат 2 за да видите како тоа се ќе изгледа.